Така е, драги, се наоѓаме пред Центарот за хемофилија и тоа токму на светскиот ден на хемофилијата. Ќе зборуваме во наредните минути за ова заболување, начинот на кој се манифестира, меѓутоа и за третманот. Со мене утрово на оваа тема е докторката Флорија Рака, специјалист трансфузиолог. Докторке, добро утро, благодарам што сте дел од Македонија на утро. Добро утро на сите и благодарам за поканата. Така, на почеток ви сакал да ве прашам колку е значајна раната детекција кај хемофилијата и кои се симптомите кои што најчесто пациентите ги занемаруваат? Вака, значи, за да се започне, за да се спознае состојбата, мора таа да се именува и за да се пристапи понатаму кон третман и грижа. Раната диагностика е многу битна, бидејќи значи нејзиното доцнење може да значи многу за здравјето, целокупното здравје на пациентот, па има случаи каде што таа може да заврши фатално, бидејќи се работи за болест која што е вродена и се наследува и таа кај нејзин се карактеризира со крварења, претежно во зглобови и мускули, меѓутоа може да се јават и животозагрозувачки крварења. Целта е да не дојде до таа ситуација. И квалитетот на животот да биде задоволителен и да не се разликуваат од тој на останатите. А за да не дојде до таа ситуација, токму раната детекција е клучна. Токму така, да. Дали хемофилијата може да се контролира до степен пациентите да имаат нормален живот или сепак ќе треба да прават некои отстапки? Па вака, со годините, со напредокот на медицината, со појавата на новите тераписки опции, животот на лицата со хемофилија е сведен речиси на нормален, така да многу малку ограничувања или воопшто тие може да функционираат најнормално, да си ги обавуваат нивните активности, секојдневни активности, да бидат продуктивни како и останатиот дел од популацијата. Во делот на спортски активности, рекреативни, например, доколку имаат некое хоби во тој дел да спортуваат, дали овде може да има ограничување или, како што рековте веќе, и тука е сведено на минимум? Па тука постојат нијанси, од типот на третман на пациентот, од типот на обликот на хемофилијата. Знаеме дека имаме тешки, умерени и лесни облици, каде што кои се разликуваат по степенот на дефицит на тој коагулационен протеин кој што доведува до благовремено сопирање на крварењето. Од типот на третман кој што се користи, има терапии кои што обезбедува по-добра хемостатска заштита, меѓутоа се препорачува да се избегнуваат тие контактни спортови, трауматски спортови, бидејќи при секое спортување, при повеќето спортување се оптеретува локомоторниот коскено-зглобниот систем, а зглобовите се тие кои што патат и тие крварења, тие епизоди на крварење во зглобовите се најчести во 80% од симптоматологијата на лицата со хемофилија. Доктор, ке се наоѓаме пред Центарот за хемофилија. Колку овој центар, Институтот за трансфузиологија, помагаат во процесот на следење и лекување на пациентите? Како изгледа тој дел? Па вака, ние функционираме повеќе од 20 години. Ние сме сертифицирани од европски организации кои што ја контролираат и ги застапуваат пациентите со хемофилија. Ние центарот функционира како мултидисциплинарен центар, каде што имаме медицински лекарски тим, имаме сестра, администратор, имаме психосоцијална поддршка, потоа имаме мрежа на лекари кои што се обучени со тек на времето за посебен третман и грижа како гинеколог, ортопед, максилофацијален хирург, орален стоматолог и така натаму. Исто така нашата местоположба ни овозможува да сме во близок контакт и со останатите гранки на медицината и ние сме во близок контакт со нашите колеги за подобар пристап на моментот и справување со проблемот. Доктор, за крај, денеска е светски ден на хемофилијата, затоа сме и овде, да испратиме една порака, што е она што треба да се знае, она основно, која би била пораката денеска на овој ден?
Па вака, Светската федерација за хемофилија како непрофитна организација, невладина организација и која што ги застапува пациентите со хемофилија и се стреми за подобар третман и грижа на пациентите, акцентот оваа година е ставен на навремената, раната диагноза. Многу е битна, бидејќи нивните естимации кажуваат дека околу 3/4 од лицата со хемофилија не се диагностицирани. Овој гап на недиагностифицираност е уште поголем кај другите крваречки пореметувања, така да ова е првиот чекор во понатамошниот пристап на овие лица, така да овој гап со овој акцент се стреми да се подобри да се подобрат лабораториите, да се подобри препознавање од страната на клиничарите и навремено да се лекува за да не дојде до долгорочни последици. Доктор, ќе ви благодарам многу на овој разговор и ви посакувам успешна работа. Ви благодарам и на вас. Со докторката Флорија Рака од Центарот за хемофилија, специјалист трансфузиолог, по повод Светскиот ден на хемофилија, зборувавме за колку е значајна пред се раната детекција на оваа болест, меѓутоа и за начинот на кој се третира истата.